Почетокот на летнава сезона, да речем, Савајлево за Павот беше неславен. Што се случи точно? Па еве, може и втор пат, ете во една година, нажалост, еве, сум пред камери и втор пат за некоја неубава работа. Значи, се случува дека комунални инспектори со одобрение од градоначалникот на локална самоуправа Прилеп ми ги собраа сите буквално работи овде без претходно писмено или било какво опоменување за долгот што беше лани од 89.000 денари. Јас са Вајле, така бевме договорени да ги пуштам париве во банка и тоа го и направив пред да дојдат тие уште. Еве ги уплатници овде се. Чекав во општина за да ме прими некој, пошто му задзвонив буквално на сите, имам порака и на градоначалникот што му ја пуштив, и на инспекториве, и на било кој. И ми се јавија вработениве од Пабов да дојдам овде, оти се дојдени тројца полицајци, 10 комуналци, 2 трактори за да ми ги крева работиве. Јас кога дојдов овде му ја покажав во полницата, ми рекоа дури не му кажи некој од озгора да го запри нештото, дека тоа нема да се случи. Ја повторно појдов во општина за да му се слушнам со градоначалникот или со било кој надлежен. Буквално никој, ни Сашка Кокаровска, ни градоначалникот, ни било кој, никој не ичеше да ме прими. Дека биле посостаноци и било шо, кажано ми е што се случува во моментов, дека е уплатено, дека нема потреба од такви работи, дека треба и тие да има малце обзир спрема тоа, пошто имав пожар и штета од 100 и кусур илјади евра, дека не можев сите обврски да ги изминам на време и буквално дојдоа се собраја овде. Ја немам нити било каков извештај што ми е собрано, нити ми покажаја, буквално беше присилно, нити ми покажа некој си документ, налог, дека тоа може да го права. Јас мислев пред тоа дека му покажале на вработениве. Оти јас не бев тука во моментот, бев во општина да му ја покажам уплатница. После ми кажаа дека сите работи ги собрале без икаква опомена, налог или било шо за дека нештото може да го прави. Кој е следниот чекор сега што ќе го преземеш? Па јас не знам, мора да се консултирам со сите како да овие работи. Стварно не сум запознат. Многу е глупо тоа што уплатив и тие знаеа, пошто јас 11 години користам летна бавча и 11 години мене летна бавча ми е платена. Значи ова не е прв локал или прво нешто. Јас 11 години немам никаков буквално долг спрема општината. И стварно не е нити човечки ово што го направија, можеа барем написмено да ми достава нешто, можеа да ме викна да се договориме, тие неќеа воопшто ни да ме слушна, па нити јас да појдам за да се слушнам. Со градоначалникот, еве, му звоне во Савајле 10 пати, не ми крева, сакав да појдам таму, не ме примија под изговор дека не е тука, јас стварно не знам дали е тука или не е. Но меѓутоа сите овде што беа ми кажаа дека негов е налого за кревањето на масите и столиците. И јас не знам, мислам дека е тие не утврдија ни колкава е вредност на масиви столици и на сето ова што ми го кренаја овде, дали то кошта тие 40.000 што сум борчил, или 100.000 кошта, или 110.000 евра, или 50.000 евра, значи то ја немам ни попис, нити дошол некој проценител, стварно немам ништо. Значи дојде да се вале, само ги качиев трактор и се земина. Дали гледаш некаква позадина со оглед на тоа што, како што спомна и ти, имаше и пожар пред една година? Па и за пожарот тогаш не ми ја даваја летнава бавча да ја работа. Значи ми лепе овде на лепници на истата бавча или други работи. Значи стварно ја не знам дали има некоја позадина или не. Мислам, еве, сите гледате како симптоматично, не знам, некои работи си ода. Да јас не сум уплатил Савајле или 11 години да не сум плаќал летна бавча. Значи тоа би било нешто и окей. Али за 4 месеци што си закаснил во плаќањето да ти собера инвентар од, не знам, 20-30.000 евра, стварно мислам дека е нелогично скроз и да те остаа и мене и 10 вработени без леп. Каде е постапката со човекот, бидејќи е познат што го подметна пожарот минатата година? Па ние сме насуд таму во врска со тоа. Тој ќе биде осуден се, меѓутоа јас немам одштета, објектот не ми беше осигурен. Значи се си платив сам. Тие буквално во локалната самоуправа, пак ќе кажам, значи тие знаеа и ги замолив, значи беше се коректно од моја страна и беше и договорено понеделник Савајле да ги уплатам пари, али никој не ичеше да ми ги земи уплатници. Дури, не знам, портиром му дадов за да му ги однеси горе, ама и то не вредеше.